ВМРО-ДПМН продолжува да го зголемува хаосот во високото образование. Со одлуката за формирање на новиот универзитет Даме Груев, целосно е прекршена процедурата за носење на одлука за формирање на нов универзитет. Пратеничката група на СДСМ поднесува 984 амандмани на предлог законот за формирање на овој универзитет. Јавно прашувам, зошто не е поднесен до пратениците елаборат за формирање на универзитетот на разгледување? Исто така, каде е одлуката на одборот за акредитација со која се дава мислењето за нов универзитет? Зошто се уште се држи во тајност составот на одборот за акредитација? Пратениците ги немаат на увид и стручните мислења на постоечките факултети за потребата од формирање на нов универзитет. Има ли крај потценувачкиот однос на оваа влада кон собранието на Република Македонија? Владата треба да знае дека елаборатот и потребната документација за формирање на нов универзитет треба да им биде доставен на сите пратеници во потребниот рок за разгледување. Катастрофално е од владата да велат дека стручни мислења од другите факултети се доставени, а истите пратеници да ги немаат на увид. Имено, правниот факултет се има изјаснето дека има презаситеност од правни факултети. Зошто владата не го зела во предвид ова мислење на најстариот правен факултет во земјата? СДСМ и опозицијата нема да дозволат создавање на нови факултети чија единствена цел е вдомување на партиски јуришници на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН уште еднаш шверцерски сака да ја протне и оваа одлука без да ги испочитува законите и процедурите во оваа држава. Денес имате прилика да видите како кршејќи го деловникот, кој сами патем го донесуе, со насилие и самоволие, сакаат да ја ограничат дебатата на поднесувачите на амандмани, односно на опозицијата. Циркус и хаос е она што се случува на Комисијата за образование од страна на пратениците на ВМРО-ДПМН. Благодарам. Повелете со прашање. Дали значи дека се блокирате работата на комисијата, да дозволувате да почне барата процедурално? Значи, мислам дека ако имавте прилика да ја следите комисијата, видовте на што ние се повикуваме. Значи, правниот основ на кој што ние се повикуваме е членот 171в, каде што е јасно и експлицитно напишано на кои комисии може да дојде до ограничување на батата. Тоа се по буџет, на Комисијата за финансирање буџет, околу економски прашања и околу согласување на законите со Европската Унија. И тоа може да го прават матичното работно тело и законодавно-правната комисија во рок од 3 дена. Така да, се тоа е класично самоволие, класично насилие, кое што се обидуваат да го прават со тоа што со адхок одлука на комисијата сака да го ограничат дебатата на 15-10 минути, како што било на пленарна седница. Прво, за да бидете информирани, Комисијата за образование, спорт и наука нема деловник за работа. Нема деловник за работа самата комисија. Второ, и да има деловник, не може да се коси со деловникот кој што е деловник на Собранието на Република Македонија, каде што во членот 171в јасно е пропишано како и на кој начин може да се ограничува и кој може да ја ограничува дебатата на комисија. Така да, ова е циркус, ова е срамота што се случува. За жал, 24 декември 2012 година беше на сличен начин. Заради овие причини. Што доколку не се договорите како ќе работите, нема да отпуши комисијата со... Значи, видете, зашто би се договарале ние кога во деловникот, пак кажав, и во пресод го имам тоа потенцирано, кој што сами го донесоја, денес не го почитуваат. Не го почитуваат. Сакаат со насилие, со одлука која што ја нема нити во устав, нити во закон, нити во деловник. Најмногу во деловник, бидејќи собранието работи најмногу по деловник за работа. Така да она што тие сакаат да го направат е насилие. И ние бараме секаков можен начин да го спречиме тоа. Тоа е газење на сопствената држава, на законите, на уставот, на деловникот. Ама за нив очигледно е пракса станата. Молам? Значи, комисијата е почната со работа. Тоа е што некој си зема за право, како председател на комисија, да на координатор на пратеничка група, на членови, заменици и на сите присутни пратеници не им даде процедурално, тоа е нивни проблем. И тие мора, значи сите алатки кои што согласно деловникот ни се дадени, ние ќе ги употребиме и во продолжението сега на комисијата. Значи комисијата е отпочната. Никој не блокира ништо. Едноставно она што согласно деловникот ние како право дадено, ние тоа и го правиме. Тие нити во деловник е пропишано нивното однесување какво што е на комисија, нити никаде. Не, значи да бидеме јасни за на јавноста и да биде јасно, има и други комисии кои што за жал немаат, не знам од кои причини, бидејќи од почеток конкретно на овој мандат знаете дека опозицијата не учествуваше. Меѓутоа и да има, пак сакам да потенцирам колку опозицијата во моментов е во право. И да има, тој мора да биде во согласност со деловникот за работа на собранието. Не може да пишуваат и во тој деловник
нешто што се коси со деловникот. И да пише, затоа во членот 171в се предвидени сите правила. Тие заговараат некакви правила. Таму се пропишани сите правила врз база на кои што треба да работат работните тела и комисиите. И тие мора и да има деловник, да бидат внесени во постоечкиот деловник на таа комисија, за жал кој што го нема. Тоа претседателката на комисијата прашајте, зошто нема? Значи, ако видовте, уште во дискусијата кога беше за законот за високо, беше од нашите пратеници побарано. Само очигледно дека некој или не сакал да го објави тоа или не. Значи, уште тогаш со измената бидејќи законот за високо образование со законот за формирање на универзитет се поврзани. Исклучиво измената на законот за високо образование заради формирањето на овој универзитет. Еве јавно прашувам, значи што се до пратениците не е доставено. Значи јас кажав и не сакам да ја вртиме топка. Овде исклучиво за вдомување на партиски војници на ВМРО ДПМН кои што за жал по 100-ти пат, по 1000-ти пат кажуваме, треба да бидат наградени за тоа што плукаат против опозицијата и СДСМ. Значи ние не гласавме воздржано, ние воопшто не гласавме затоа што нашите аргументи кои што ги дадовме за законот за високо образование беа многу јасни. Неизјаснувањето значи тоа дека овој закон за нас е беспредметен. Негласањето не значи дека сме гласале за, против или воздржано. Значи беспредметен е за нас, со тоа што имаме прилика еве на овој начин да се судриме со аргументи. Очигледно тие не сакаат. Молам? Треба да ги прашате од Министерството и од владата. Тие треба да ги достават на увид. На кој начин да го блокираме во ФР? Тоа се утврдува потреба тогаш. Ама се утврдува, не може со дискусија, ограничено е со дискусиите таму. Како да го блокираме во прва фаза? Значи не блокираме ништо, ние бараме во текот на прво требаше јавна расправа да закажи претседателот на комисијата, која што за жал со месеци и по други основи не го закажува. И ве замолувам овие прашања, усмерете ги и незе, побарајте ја да одговори зошто 5 месеци на пример не закажува јавна расправа за состојбите во образованието и од страна на екстерниот аспект кој што 3 пати го менува и на крајот не каже ја друго. Дека ќе го сменат. Нека ви одговори таа. Значи 8 или 9 барања како опозиција секој месец по едно или по две доставуваме. Тие не сакаат да закажат јавна расправа. Да ги слушнеме засегнатите страни, да слушнеме што мисли експертската јавност, стручната фела. Не сакаат. Едноставно на мускули со самоволие сакаат да го носат.